Врши директни преноси, наша екипа е во Охрид. Во овие вести треба да го имам Зоран Јаневски. Дали е се подготвено за утре? Маријан, според она што успеав да го видам овде во Охрид, се е подготвено за утрешниот празник, за одбележувањето на утрешниот празник Богојавление Водици, како овде на градското пристаниште, меѓутоа така и низ целиот град. Меѓутоа, за се она што ќе се случува во текот на утрешниот ден по повод најголемиот христијански празник Богојавление Водици, во овие вести разговарам со првиот човек на општина Охрид, Кирил Пецаков. Градоначалник, какви беа подготовките за утрешниот ден и што е она што ќе може да се погледне за сите оние кои што ќе бидат присутни овде во Охрид? Така е. Подготовките траат традиционално околу 3 до 4 недели. Во организацијата е вклучена општина Охрид и Македонската православна црква, односно Кичевско-Дебарската епархија, и сите подготовки заклучно за тоа како треба да изгледа утрешниот ден завршија со вчерашниот ден, кога нуркачите на дното на Охридското езеро, сето она што беше од остатоци од отпад изфрлено и железа, беше сето тоа собрано, поставени патеките, така да за утрешниот ден сме подготвени, се чека само да започне. Самата манифестација е околу 10 часот положувањето на Светиот крст во водите на Охридското езеро, а после тоа продолжува со концерт или музичка забава на градскиот плоштад, каде што ќе се Елена Ондоновска и Елена Велеска со традиционална македонска музика. На сето тоа секако дека треба да додадеме и денот на рибарите, односно 20 јануари, кога на плажата Сараиште ќе имаме повторно музички настан, кој што за што ќе биде задолжени Охридскиот музички еснав, и на истото место ќе има храна, плашици и пача, која што ќе се дели на народот и ќе уживаме буквално уште ден-два. Едноставно тоа е нашата традиција и ние си ја одржаваме. Знаеме дека има голем интерес кај луѓето кои што сакаат да стигнат до Светиот крст. Имате ли информација, можеби, колку досега се пријавени, од каде се ќе дојдат луѓе за да се обидат да стасаат до Светиот крст? Најмногу бројката по однос на вчерашниот ден, она што го имавме од Македонската православна црква, се над 600, се очекува бројката традиционално да ја надмине заклучно со вечерва бројката на 1000 пријавени, и секако дека најмногу се од Охрид, но има и од регионот Битола, Прилеп и од Скопје. Каков е интересот за гостите, како од државава, така и надвор од неа, со оглед дека станува збор за продолжен викенд? Има ли доволно гости во Охрид? Што може да се очекува сите оние кои што ќе дојдат овде утре на градското пристаниште? Врз основа на краткиот брифинг кој што го има со собствениците на хотелите и сите оние кои што се занимаваат со издавање на апартмани или приватен смештај, станува збор за големен интерес, генерално пополнети капацитети, и секако интересот е огромен за овој ден, затоа што буквално не затоа што е централна манифестација или бар ние си ја доживуваме во Македонија Богојавление Водици, за нас е најголем празник и би рекол дека и сите охријани живеат за тој ден, така да во текот на утрешниот ден после манифестацијата или завршувањето на манифестацијата, буквално сите живеат за овој ден и ќе се дружат на цела територија на Охрид нормално. Со оглед дека станува збор за голема културно-црковна манифестација, огромен број луѓе, огромен број учесници, се разбира сите оние кои што ќе влезат во водите на Охридското езеро, кој се грижи за безбедноста како на капачите, меѓутоа така и на гостите кои што сакаат да го проследат настанот. За тоа имаме поставено шатор од Црвениот крст во кој што има волонтери доктори, но секако дека тука и брзата помош со здравствениот дом Охрид, за останатата безбедност е полицијата и сите нејзини структури, така да и по однос на таа работа, бидејќи и тие се дел од организацијата на некој начин. На пресекот на состанокот кој што го имавме пред отприлика 6-7 дена, сето тоа беше дефинирано, секој си ја заврши својата работа и затоа реков се е подготвено, едноставно го чекаме само утрешниот ден и да уживаме. Градоначалник, јас ви благодарам за одвоеното време. За сите оние кои што ќе бидат присутни овде, ќе можат во живо да видат како ќе се организира целиот настан на Богојавление Водици, меѓутоа за сите оние кои што немаат можност да присуствуваат овде во Охрид, ги поканувам гледачите на сите утре од раните утрински часови, ќе имаат можност во живо да го следат целиот настан. Маријан? Благодарам Зоран Јаневски од Охрид за најавите за чествување на Богојавление.